Прва категорија. Програма наменета за целата публика. Уште едно отворено студио на телеканал А1 и овој четврток ќе разговараме на една доста интересна тема со нашиот денешен гостин, за кој мене ми е навистина голема чест што е во нашата телевизија. Пред да му посакаме добре дојде во денешното отворено студио, ќе погледнеме една негова изведба. Сигурна сум дека после оваа изведба веќе знаете за кого станува збор. Мој ваш денешен гостин е Пере Јованов. Пере, добар ден и добре дојде во отвореното студио на телеканал А1. Поздрав до сите што ни гледаат. Со тебе последен пат се слушнавме кога беше во Јапонија, а сега ми е чест што си наш гостин. Иако помина неколку години од кога веќе Струмица не ти е постојано живеалиште, беше во Италија, сега моментално си во Јапонија, сепак по широката македонска јавност веќе те знае, особено последниот период кога твои изведби имаше на медиумскиот простор. Да започнеме со тоа од како започна твојот пат во музиката, да. Од каде љубовта? Дали има некој во твоето семејство кој што веќе се занимава со музика или ти си првиот? Па во мојата фамилија татко ми свиреше бас гитара, имаше своја група. Сигурно ако не гледа некој од постарите има слушнало за диези се вика. Свиреа по свадби, веселби, нели, народна музика претежно. Он е првиот, татко ми е првиот кој што се занимава, нели, со музика. Сестра ми пред мене почна во Боро Џони, во нижото музичко училиште и некако спонтано дојде, нели, јас и не се сеќам како сум точно почнал, нели, со музиката, пошто од секој пат сум бил опкружен, нели, со музика, татко ми, сестра ми. Некако се случи да почнам и јас, нели, во нижото музичко училиште Боро Џони. Почнав на клавир да свирам, а 2 години пред да завршам, контрабас исто почнав да свирам. Средно кога се запишав во Штип, преминав на виолончело. Ќе ви објаснам покасно и приказната за тоа. Така. Тоа беа моите
почетоци со музиката. Зошто, како се случи музиката да биде твојот живот или твој начин на заработување за живот? Предпоставам тоа било од кога веќе си завршил средно во Штип, од кога замина во Италија? Значи, после средното во Штип, отидов на студии во Италија, во Болонја, на конзерваториумот Мартини се вика, Джован Батиста Мартини. Постепено, значи, како напредував нели со музиката, со виолончелото, се укажуваа некои прилики кај што може нели да се заработи со музиката. Од концерти со некоја локална поп група до снимање, не знам, некое видео со некоја група. Улични изведби, стрит перформанс, да ги кажеме. Тоа беа, значи, моите, како сум почнал нели да заработувам со музиката. Така. Пред да започнеме да зборуваме за искуствата во Болонја, да се навратиме на тоа што претходно го зборувавме во Штип. Значи, твојот прв избор не беше виолончело, нели како се случи сега тоа да го свири? Јас сакав да пробам контрабас, пошто нели за клавир, искрено да си кажем, не ме биваше толку. Сакав контрабас да пробаме ради помалце конкуренција, ради повеќе можности нели за работа, за воиднина, зборам. Ама во Штип немаше таа година професор, немаше класа, го немаше предвидено во наставниот план нели инструментот контрабас. И најблизок инструмент до контрабасот е нели по звуки, по величина е виолончелото. За среќа имаше професор, имаше место. Така почнав. Искрено да кажам, нели не ми беше сеедно. Сум сакал контрабас, а да почнам виолончело. Ама после првите часови имав за среќа професор што ми влеја љубов нели во инструментот. И после првите часови сватив дека и не е толку лошо, ајде да пробаме виолончело да видиме. Дали твоето школување во Штип беше пресудно за ти понатаму да продолжиш токму во таа област, во областа на музиката и професионално да се доусовршиш во Италија? Да, значи средно се запишав во Штип, виолончело, нели мојата прва желба беше контрабас, ама таа година немаше, тој инструмент го немаше предвидено наставниот план, го немаше ни професор. Дали твоето школување во Штип беше пресудно за ти понатаму да продолжиш професионално да се усовршуваш во музиката? Да, значи после средното во Штип, нели свирев веќе виолончело, имав нели желба да продолжам на некоја повисока, пореномирана институција, нели. И затоа одлучив нели да се запишам на конзерваториумот за музика во Болонја. Значи, средно во Штип виолончело, продолжив виолончело исто во Болонја. Кои се твоите искуства од Болонја? Какви се условите за работа таму, за школување, кога станува збор за музиката и конкретно еве за овој инструмент? Значи, Болонја нуди доста за младите студенти, музичари. Значи, имав искуства поврзани со музиката, значи сум свирел во оркестарот на конзерваториумот, на разни настани, нели, концерти, на фестивали сме биле. Плюс имаше група од 8 виолончела кај што бев член, се викаше Болонја Cello Project групата. Додуша тие уште си работат, само јас нели веќе не свирам со нив. Со нив имавме едно многу гостување на Скопско лето 2012. Значи групата од 8 виолончела. Значи Болонја нуди доста, ама и бара доста. За еве да кажам студент кој што доаѓа од Македонија со нашите примања, нели, родителите тешко да можат нели да ни помагаат. Значи
Затоа уште од рано почнуваме да си бараме, нели, начин на екзистенција како со ти се музиката сложеше? или надвор исто од музиката. Значи моите први работи не беа, нели, врзани со музиката. Имам работено во кафичи, имам работено на саемот во Болонја, имам работено во агенција што се занимава со производство и со дистрибуција на пропаганден материјал. Така. Значи, потоа почнав, нели, покасно почнав да заработувам со музиката. Да, тоа беше уште додека беше на студии, така почна. Да. Како започна заработката Со во музиката? Италија со музиката и како беше, на кој начин? Значи, 2011, да кажеме, да, летото, баш беше Петровден, јас сум Пере, си славам Петровден, 12 јули. Треба вечерта да се сретнам со другари, нели, да се почастиме како што е редот. Како секој сиромашен студент во студентските денови, нели, со малце пари, и барав некој начин, дај да заработиме нешто повеќе, што знам да правам, знам да свирам, ајде да седнам на плоштадот да видам дали ќе привлечам внимание и, нели, ако добро дојде и некоја пара плюс. Значи, така беше почетокот со уличната изведба, што сега ми е, да кажеме, стил на живот, нели, прво ми беше начин за да се дојде до екзистенција, а сега полека ми стана веќе стил на живење, ќе ви објаснам. Да, по тој за тоа ќе разговараме и подоцна. Како дојде до твое заминување во Токио? Да, значи, на една од овие улични изведби јас ја сретнав сега што ми е жена. Значи, она беше туку што дојдена во Болонја на студии, да речеме. Вториот ден од кога дојде ме сретна, мене ме виде, застана да слуша тоа што свирев и добив бакшиш, се сеќавам добро, 2 евра од неа. И после песната, нели, ме праша кој си, од кај си, шо си. Сепак, нели, не е толку застапено виолончелото во светот на уличната музика. И мислам дека така привлеков нејзиното внимание, нели, застана и после некои 5-10 минути веќе бевме договорени, ајде на кафе, на сок, како што е редот. Така ја запознав, нели, сега што ми е жена, а ја не, се вика. Така. И после, од кога дипломирав 2013 година, нели, требаше да донесеме одлука дали да се остане во Италија, дали во Македонија, дали во Јапонија, нели, ако сакаме заедно да останеме. Так. Ние се одлучивме за Јапонија, затоа што во тоа време и се уште за жал во Италија за музиката и за културата се помалце средства се одвојуваат, секој ден се затвараат театри, тоа го кажувам стварно со тага во срцето. И Македонија, да кажеме, мислам дека немаше да биде лошо да дојдеме, ама она немаше да се, жена ми, немаше да се препознае, да се најде во оваа средина. И си викаме, ајде, јас ќе пробам и таа жртва да ја направам, да идам на толку далека земја, на таа далечна култура. Предпоставам дека било потешка одлука. Меѓутоа, ако имаш Да. поддршката од Тешко најблиските, беше како да во тој дел морам те да поддржа најблиските, пријателите, домашните, прво за да заминеш во Италија, а после на другата страна од светот? За Италија, значи, имав стварно поддршка од моите и крајно сум им благодарен за, нели, за првата година, за почетокот, значи сите средства, цела морална поддршка беше од нив, нели. Натака веќе почнав, да кажеме, сам да се издржувам. Важно, нели, моралната поддршка беше клучна, нели, од мојата фамилија. Сега, на мајка ми се уште не е исто дали сум во Италија, дали сум во Јапонија, нели, многу поразлична, подалека и така. И поредко се гледате, И предпоставувам. поредко се гледаме, да. Ама, нели, како и секој родител, си вика, ако му е на него убаво, јас ќе сум среќна, кај и да е. Веќе 2 години си
си во Токио. Да, уште каков малце, е 2 години. да, уште малку 2 години. Каков е таму начинот на живот? Се навикнали на таа динамика на живење, на работење? Почнувам, да кажеме дека почнувам да се навикнувам. Не би кажал дека сум целосно навикнат, нели? И можеби никој пат нема да сум целосно навикнат, пошто јас сум таму гостин, нели? Не сум роден таму, не сум пораснат, значи си имам мои сваќања и мои убедувања. Сега Јапонија не можам да кажам по-добра, по-лоша, нели само можам да кажам дека е различна. Многу е поразлична од сите други земји кај што сум бил и кај што имам живеено. Значи, кај и да одиме, мислам дека тоа важи за сите. Гледаме да абсорбираме, да земаме од земјата доброто што ни нуди. Нели? Лошите работи ги оставаме, прифаќаме добрите. Да, меѓутоа ти веќе таму работиш, полека се прилагодуваш. Да направиме една паралела во делот на музиката. Кажа веќе каква е состојбата, нели, во Италија, од твоето лично искуство, како е во Јапонија? Како ги прифаќаат тие тој тип на музичари, тој тип на работа кој што ти го работиш? Во Јапонија се уште е, нели, релативно нова работа уличната уметност, али ќе почнат да се навикнуваат и јапонците на тоа. Значи, има места одредени за улична изведба. Всушност така и тие доби дозволата за работа. Да, јас се пријавив 2014 прв пат, нели, на еден конкурс што е организиран од, да кажеме, од општина Токио, Токио Metropolitan Government. Значи 2014 не успеав, не ја добив таа лиценца за да го работам тоа. 2015 пак пробав и имав доста среќа, нели, да ја добијам таа лиценца со која сега работам, нели, ми овозможува да настапувам на фестивали, на разни настани кај што има, нели, музика. Исто, мислам, претежно ја користам за улични изведби. Не ми се допаѓа тој термин, имаш улични изведби. Да кажеме стрит перформанс може звучи така по-благо звучи. Значи си има одредени места од општината, нели, кај што на телефон ќе си ги закажеш и потоа општината објавува на сајтот кој каде во кое време ќе свири и така. Музиката сам си избираш за тие настапи? Сам претежно... Или може би има некои правила што треба да се свири, како треба да се свири? Не, правила нема. Значи, секој сам си го организира настапот. Еве, да ви кажам за мојот настап. Нели, јас почнувам со некоја класична композиција. После свирам малце филмска музика. Ќе имаат гледачите прилика да чујат покасно. Потоа гледам, нели, каква е публиката, дали се стари, млади, дали се склони кон нешто ново, дали се традиционално настроени. Значи, имам повеќе стилови на музика, повеќе... Да, и тоа ми беше наредното прашање. Значи, на кој ниво е нашата музика, развојот, стиловите кај нас во однос на тоа што сакаат да го слушаат јапонците? Македонската музика неам многу прилика да ја пратам. Не си дозволувам да кажам на кое ниво е нашата музика. За јапонската можам да ви кажам дека е прилично доста комерцијална музика. Значи, има постојат, нели, групи од млади, не знам, девојки, момчиња, мешани. Тие им се идолите на голем број на голем дел од популацијата, од граѓаните на Јапонија.
Има изведувачи, музичари, песни кои што ми се допаѓаат, зборам нели за во Јапонија, кои што ми се допаѓаат, има и песни, изведувачи кои што не ми се допаѓаат, нели. Постарите луѓе ја негуваат нивната традиционална музика. За мене се уште е малце, јас сум се уште далеку од, нели, уште не сум имал прилика да ја осетам, да ја допрам, да ја свирам, нели. Ма ќе дојде и за тоа време. На тие перформанси или изведби изведуваш и македонски народни песни. Има ли некоја реакција од минувачите кога свириш Можам македонски? стварно слободно да кажам дека после секоја македонска песна еден, двајца, тројца од публиката ќе дојдат, ќе ме пофалат, ќе кажат еј браво, шо убава музика, до сега не сме чуле такво. Стварно сум позитивно изненаден од реакцијата на јапонската публика во однос на македонската музика. Свирам, да кажеме, најпознатите македонски песни од, не знам, Јовано Јованке, Билјана Платно Белеше, Со маки сум се родила. Тие ми се, да кажеме, песните што ги промовирам пред јапонската публика. Перед тука ќе направиме една кратка пауза и ќе пуштиме дел од она што ти го отсвери за нас тука во студиото, а потоа веднаш се враќаме и продолжуваме со разговорот.
Почитувани гледачи, после оваа прекрасна изvedба се враќаме повторно во студиото. За оние кои што сега се вклучуваат, мој и ваш денешен гостин во ова отворено студио е Пере Јованов. Пере, кога ќе те видиме во Струмица? Дали да очекуваме наскоро некој твој настап, некој мини концерт, да те види домашната публика? Значи се уште размислувам, за сега нели нема ништо конкретно. Би сакал јас да направам еден мини настап, мини концерт со најблиските или со сите оние кои сакаат нели да ме слушнат, да ме видат нели во живо. Значи за сега немам ништо конкретно, ќе бидете информирани ако успеам да организирам, да се договорам за еден мал настап. Значи јас сум уште еден месец тука. Так. Се надевам да имам време, да најдам време и простор и се, за да се дружиме една вечер со сите. Така. Доаѓаш поретко во Македонија, поретко доаѓаш во Струмица. Како на твојата сопруга кога доаѓаш со неја се допаѓа Македонија, нашата земја, нашиот начин на живење? 3 пати има доваѓано до сега, значи во Струмица, во Македонија. И се допаѓа Македонија, нели, како и на сите странци кои доваѓаат, им се допаѓа Македонија. Ја сака исто шопската салата, таа е најомилена, значи на секое доаѓање прв оброк е нешто со шопска салата. Сега малце се осеќа како изгубена, пошто не го разбира јазикот, само мене ме познава. Сега тие се нели тешкотиите кога дојде странец. Иначе природата и се допаѓа, ја имам носено на Смоларските водопади, цркви некои имаме посетувано, Велјуса, низ Струмица, значи и се допаѓа тој мирен стил, начин на живење. Так. Бавен до некаде, нели? За разлика од Јапонија, ние сме малце поопуштени, порелаксирани, побавни. Што е позитивно, значи и се допаѓа во главно. Сега кога би разбирала јазикот, кога би можела да комуницира, би било многу полесно, поопуштено и така. Во однос на јапонскиот јазик, како се снаоѓаш ти? Да ме прашавте лани, ќе ви кажав дека сум тотално изгубен, значи пред една година. Сега малце веќе почнувам да го разбирам, да го зборам. Сега имам уште тешкоти, нели, не можам да се изразам слободно како на англиски, италијански или на македонски. Ама надевам се со тек на време и тоа да го решам, нели. Сепак е многу различен јазик. Треба да го смениш начинот на кој размислуваш внатре во главата, за да почнеш да збориш јапонски. Тежок е. Така, ако е дискутабилно прашањето за тоа дали може да се живее од музика во Македонија, каков е случајот со Јапонија? Дали таму може да се живее, да се заработува за животот, ете баш од тие перформанси со кои ти се занимаваш? Јас, да кажеме, до пред некоја година, ако сум се срамел да кажам дека сум уличен изведувач, сега слободно можам да кажам, нели, како ќе кажа, тоа ми е веќе животот, стил на живот, нели, и основната екзистенција, нели, од тоа живеам. Искрено да ви кажам, се живее. Значи, кога во Јапонија луѓето ќе видат дека ти се трудиш, нели, се трудиш во тоа што го работиш, даваш се од себе, и они во доста ситуации даваат се од себе, значи преку ние што викаме бакшиш, нели? Добро те наградуваат. Значи јапонците стварно важат за, според мене, а и според многу други, важат за едни од најдарежливите луѓе. Значи не штедат на нешто што им се допаѓа. Сега нормално јас не им се допаѓам на сите, ама публиката што ме слуша, нели, што доваѓа на тие мои перформанси,
Многу сум им благодарен, да. Добро ме наградуваат. Значи, една просечна плата се успева да се заработи од тие перформанси. Доколку имаш можност, дали би се вратил еден ден во Македонија? Македонија. Јас не само во Македонија, туку би отишол секаде, нели, секаде кај што има луѓе кои ја ценат музиката, јас би отишол таму да живеам, нели. Јас се осеќам добродојден секаде, како што кажам, нели, кај што луѓето ја сакат музиката, а посебно, нели, ќе се осетам добродојден дома. Значи, да, не го исклучувам тоа, никој пат нема да се вратам. Напротив, не знам, еден ден може би животот ќе ме врати пак тука. Значи, или да не е за стално, еве. Се надевам дека ќе можам често да дојдам, да седам подолго време, да се дружам со повеќе луѓе. Јас, нели, роден сум во Струмица, нели, потекнам од Куклиш, ама малце време имам поминато, нели, во Струмица. Така да, кога ќе излезам, никој не познавам, или доста мал број на луѓе познавам, така да нема да е на одмет да останам повеќе време да се запознавам со луѓето, со моите блиски тука од И Струмица. почесто да не бидеш гостин во телевизија. Да, се надам. Пере, јас ти благодарам за издвоеното време, за твоето гостување. Ти посакувам многу успех како на приватен, така и на професионален план, па се надам дека многу наскоро ќе има многу нови работи кои ќе ни ги споделиш и за кои повторно ќе бидеш наш гостин. Фала ви многу за поканата, за просторот во вашата емисија и уште еднаш поздрав до сите гледачи. Благодарам. Почитувани гледачи, јас ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Ново издание на Отворено студио ќе може да погледнете веќе утре, а средба со мене ви закажувам наредниот четврток. По продолжение пред завршувањето на ова Отворено студио ќе погледнеме уште една изведба од нашиот денешен гостин Пере Јованов. Пријатно и секое добро.